Svojih dugova upiši mene, jer odavno te kupujem s onim što si htjela čut. Od straha da ne potonem, tvoja ljubav za mene kao pčela u žlici čaja dok drži dah. Ja nemam razloga za strah. Dajem ti verze i note, sve moje šarene perle na dan. Još te mogu pjesmu kupiti, lukavo i slatko rječivo. Još uvijek mogu ti podvaliti ljubav. I sve ću ti obećati, baš sve što hoćeš. Moju kožu, moju kost i lice koje poželiš. Od straha da ne potone, tvoja ljubav za mene kao pčela u žlici čaja dok drži dah. Ja nemam razloga za strah. Dajem ti verze i note, sve moje šarene perle na dan. Još te mogu pjesmom kupiti, lukavo i slatko rječivo. Još uvijek mogu ti podvaliti ljubav. Dajem ti verze i note, sve moje šarene perle na dan. Još te mogu pjesmom kupiti, lukavo i slatko rječivo. Još uvijek mogu ti podvaliti ljubav. Poveli go slovo. Povedite, kolega, povedite. Dejane, da li знаеш што значи либар? Да, мислам дека знам. Кажи. Книга во која се, како беше, поврзана со евреите, во која се пишуваат. Рабуш. Рабуш, да. Рабуш. Долговите. Цртка, да. Значи, тетрадка за долгови. Она на што го имаме сите у секоја продавница. Коју продавница, коју банка. Така. Кој кај се движи? Значи, вака, сега ќе ти кажам. До сега не слушна влијание на ниту еден пејач врз тебе да има толку јако за да заличиш на него. Во сите твои предходни настапи го слушав Дејан, имаш оригинален глас, идентичен, боја која е само твоја и која тебе ќе те окарактеризирува
во твојата кариера и сите ќе знаат кога ќе слушнат твоја песна дека тоа го прави Дејан Јованов од Радовиш. Предолгото слушање на Џибони, најверојатно ти е идол, тоа се гледа, нели? Малку влијаело на тебе да ја ловиш таа негова боја. Тоа не знам дали е добро или е лошо, тоа ти ќе си одлучиш во секој случај. Навистина, ја почитувам твојата стратегија, да, после неколку лесни и тивки песни, направиш едно будење и повторно се вратиш на основата, она што ти си всушност, еден емотивен, романтичар, човек кој емоциите ги распостелува, не штедејки се на сцената. Така да ти честитам, прекрасно ја изведе песната. Дејан, другарче, значи ова е песна од веројатно најдобриот албум во последната деценија на Балканот и Балканските полуострови. Многу сериозно направен албум, многу студиозно, со не знам имиња во него од Ману Чао па до нашиот Владко Стефановски. А пеењето на Џибони и неговите песни се посебна приказка. Ти си ја одбрал мојата омилена песна од Џибони и верувам омилена на половина Балкан. И можам да ти кажам, пријателе, дека воопшто не ми пречеше што знам дека Дејан од Радовиш ја пее, а не ја пее Џибони. Дури можам да ти кажам и ова. Толку напредна од своето прво појавување во идолот, што денеска, пријателче младо, мислам дека ти беше издодевно веќе. Не. Така од изборот. Сакам да ја доловам твојата ноншалантност што имаше вечерва, твојата тотална опуштеност, она што ти беше пречка во почетокот, сега ти станува задоволство. И, запомни го ова, овој жар музички тебе најмногу ти лежи и ичне ти тежи и сите не ежи. Па дури и снег кога снежи. Како што може да се забележи. Забележи. Жежи, Калиопи, ајде. Ожежи. Ожежи. Значи, Дејан, јас спротивно од нив двајца, они кажа навистина многу бави работи, а јас малку постручно ќе се позабавам со едно нешто што се вика, баш таа твоја опуштеност, мислам дека некако ми делуваше како индиспонирано оваа вечер во однос на своето пење. Јас спуштила песмата барем за половина тон подолу. Прво тоа, бидејќи неверојатно добро ги извади фалсетите, а малку како да те мачеше песмата со тоа што не можеш да си бидеш комотен и да се препуштиш на песмата, туку едноставно размислуваше кога ќе ти дојдат тие високи форте тонови, како стега некоја во тебе, нешто што мене ми засмета, а тоа не си ти. И токму поради тоа, кога ќе ги бирате песните, а ти знаеш многу добро да избереш песна за себе, дури како ниту еден друг кандидат тука на музичкиот идол македонски, и мислам дека посебно обратете внимание на тоа во кој тонлитет ќе ги пеете песните, а инаку навистина морам да признам дека те фалам секаде првенствено заради твојата скромност, токму ради твојата сценичност и држење, не само тука и позади, и пред се за твоето пеење, кое што ова земи го не како критика, туку земи го како совет за понатаму, затоа што јас сакам од тебе да го чуем најдоброто. Благодарам.